од ова институција, што беше голема грешка. И мислам дека тогаш во тој период во политичките пазарења беше направено да таа агенција се уште му фалеше, јас како што реков, уште слика на оноето што треба да биде таму поставен. Меѓутоа, во оваа ситуација, тоа е голема грешка. Ајде и така нека биде и магистар, не и да речеме што не е во ред, меѓутоа, доколку беше избран и ова година ние имавме човек, институција која ќе следи ова работа, мислам дека ние немаше да имаме толку поразителни оценки во делот на образованието во Република Македонија. Образованието е клучниот момент и фактор кој треба да ја крени Македонија на повисок степен на квалитет на живот. Доколку ние образованието не го направиме на едно повисоко ниво, ќе имаме сериозен проблем. Меѓутоа, експериментот кој сте прави, секоја година, од едната до другата влада, од една гарнитура до друга, мислам дека ги прави сериозно пречките во однос на развој на ова образование. Почитувани, би сакал само да напоменам дека агенцијата, еве чисто за ваша информација уште еднаш, од законот читам, се одбор за акредитација со високо образование 15 члена, одбор за евалуација на високото образование 15 члена, и тука има стручни тела кои на некој начин ја вршат и обезбедуваат ова агенција. Основниот проблем не е проблем дали господинот, мислам Гаши беше, се извинувам, Агим Решат Рушити ќе ја води или било кој друг ќе ја води. Јас, доколку биде избран, му посакувам сериозно да се зафати со работата на ова агенција, бидејќи имаме сериозен проблем тука, укажувавме тоа што се носи закон за високото образование и овие се последици. Што фајде доколку јас сега критикувам или оно што сум го говорил пред толку време е сега вистина. Џабе. И тоа се изгубени години на нашите деца, на вашите деца и на цела Македонија. Благодарам. Благодарам.